Локалниот економски социјален совет има консултативна советодавна функција и ги разгледува прашањата и дава мислења, предлози и препораки до Советот на општината и другите органи за одредени прашања од економско-социјалната сфера. Темите најчесто се однесуваат на вработувањето на младите и зајакнувањето на суштинските врски помеѓу потребите на пазарот на трудот и вештините што се развиваат кај младите преку образовниот систем. Општина Гостивар се вклопува во проектот на УСАИД за формирање на локален економски совет кој понатамо ќе се ангажира заедно со представниците од УСАИД, заедно со управата општината за отварање на работни места на младите од нашата општина. Тоа ќе се прави со разни инструкции, предавања, со стимулирање на приватниот сектор тие да се понатамо да се развијат и да отварат нови работни места за нашите млади. Во Гостивар има близу 11.000 невработени, но повеќето од половина се неактивни баратели на работа. Ова се резултатите од анкетата која спровела УСАИД. Според анализата на ЕСА, гостиварската економија е во надолна линија. Трендот на растот и развој на мали и средни предпријатија во гостиварскиот регион е намален, значи нема растечки тренд, туку има назад намалување. Податок, да кажеме, во последните 3 години предпријатијата од категорија мали, наместо да одат во погорната категорија средни предпријатија, одат наназад 54,7% се паднале во микропредпријатија, што значи дека нема раст на самата економија во Гостиварскиот регион. Од друга страна, загрижувачки е податокот на регистрирани невработени во бюрото за вработување. Податокот е загрижувачки дека 57,7% од овие регистрирани невработени спаѓаат во групата неквалификувани или со ниско образование. Тоа е загрижувачки, бидејќи треба доста да се инвестира во овој дел за да се реквалификуваат или да кажеме да се извршат додатни обуки, знаење, вештини преку обуки или едукација, за да можат тие да одговарат на барањето на пазар на трудот. Од мај 2013 во бюрото за вработување сега се води евиденција на активни баратели и пасивни баратели на работа, но технички е изгубена реалната слика на тие што треба да се вработат. Не е важно дали е пасивен или активен, тој е невработен. Сега дали по случај на неинформираност или постои друга основа не е регистриран како активен барател на работа, тоа следствено на тоа сепак е невработен. Треба да му се помогне. За да има успех овој проект потребно да се зајакне соработката меѓу општината, образовните институции и предпријатијата.